Ја отварам 26-та седница на Совет на општина Кавадаци закажана денес. На седницата присуствуваат 19 советници. Отсутни нема. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може полноважно да одлучува по предложениот дневен ред. Со решението за свикување на денешната седница, доставен е и записник од 25-та седница на Совет на општина Кавадаци одржана ден 35.2019 година. Дали има забелешки по записникот од 25-та седница на Совет на општина Кавадаци одржана ден 35.2019 година? Ве молам кој е за усвојување на записникот од 25-та седница на Совет на општина Кавадаци одржана ден 30.5.2019 година. Едногласно. Со решението за свикување на денешната седница имаме добиено предлог дневен ред за работа на седницата закажана за денес. Пред да почнеме со расправа по предложениот дневен ред, констатирам дека предлог на предлагачот, точките од реден број 1 до 7 се изземат од дневниот ред. Точка 1. Предлог статутарна одлука за измена и дополнување на статутот на општина Кавадаци. Точка 2. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за висината на цените за собирање и транспортирање на комунален отпад во општина Кавадаци. Точка 3. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на тарифа за собирање, снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП Комуналец Кавадаци за регулиран период 2018-2020 година, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. Четврта точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП Комуналец Кавадаци за регулиран период од 2018 до 2020 година, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. Точка 5. Предлог одлука за давање согласност на одлука за склучување на договор за регулирање на наплата на побарување на по основ на комунални услуги за правни лица, донесени од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. Шеста точка. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за ослободување од пресметување на камата за доцнето плаќање на долг на физички лица, корисници на комунални услуги и трошоци во поставка спроведена пред надлежен суд или нотар, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. Седма точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за изменување на годишен план за вработување на ЈП Комуналец за 2019 година, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. Осма точка. Предлог одлука за давање согласност за изменување на годишен план за вработување на ЈП Комуналец Кавадаци за 2020 година, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. Девета точка. Предлог одлука за примање донација материјално добро кабел Кожувчанка. Точка 10 се изима. Предлог одлука за давање согласност за договор деловно-техничка соработка радио репетиторска опрема. Точка 11. Предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за добивање на решение за изграда нова електрична нисконаponска мрежа за јавно осветлување. Точка 12. Предлог програма Традиционален фестивал Грозлобер 2019 со архивски број 10.3232/1 од 13.1.2019 година од Иноватива груп ДО Скопје. 13 точка. Предлог одлука за давање на времено користење објекти за спорт, собственост на општина Кавадаци на ЈП за стопанисување со спортски објекти Мидло Хаџивасилев Јасмин Кавадаци. 14 точка. Предлог тарифник за утврдување на висина на надоместок на користење на објекти за спорт. 15 точка. Предлог решение за разрешување и именување на представници на општина Кавадаци во училишниот одбор на Општинско основно училиште Страшо Пинџур Кавадаци. 16 точка. Предлог решение за регулирање и именување на представници на општина Кавадаци во училишен одбор на Основно општинско училиште Тодор Велков Пепето Кавадаци. 17 точка. Предлог решение за разрешување и именување на представници на општина Кавадаци во училишниот одбор на Основно општинско училиште Гоце Делчев Кавадаци. 18. Предлог решение за разрешување и именување на представници на општина Кавадаци во училишниот одбор на Основно општинско училиште Тоди Хаџистефов Кавадаци.
19 точка предлог решение за разрешување и именување на представници на општина Кавадаци во училишниот одбор на Основно општинско училиште Димка Тангел од Габер од Кавадаци. 20 точка предлог решение за разрешување и именување на представници на општина Кавадаци во училишниот одбор на Општинско основно училиште Димка Тангел од Габер од село Ваташа. 21 точка предлог решение за разрешување и именување на представници на општина Кавадаци во училишниот одбор на Основно општинско музејско балетско училиште Лазо Мицев Рале Кавадаци. 22 точка предлог одлука за давање согласност на одлуката со архивски број 02/157/3 од 10.6.2019 година за донесување на правилник за внатрешна организација на работните места на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадаци, донесена од управен одбор на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадаци. 23 точка предлог одлука за давање согласност на одлуката со архивски број 02/157/4 од 10.6.2019 година, донесена на донесување на правилник на систематизација на работни места во јавна општинска установа Детска градинка Раде Поцева Кавадаци, донесено на управен одбор на Детската градинка. 24 точка предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 02/157/9 од 10.6.2019 година за донесување на одлука за утврдување работно време на вработените на јавна општинска установа Детска градина Рада Поцева Кавадаци, донесена од управниот одбор. Предлог одлука за 25 точка предлог одлука за давање согласност на одлуката со архивски број 02/157/10 од 10.6.2019 година, донесување на одлука за зголемување на бројот на деца во воспитни групи во воспитната 2019-2020 година во јавна општинска установа Детска градинка Кавадаци, донесена од управниот одбор. 26 точка предлог одлука за утврдување износ на вредност на бод за пресметување на платите и деталите на даватели на јавни услуги и на директорот на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за одредување на ширина крајбрежен појас на Мрежичка река село Мрежичко, општина Кавадаци, опфатена со урбанистички план за село Мрежичко, општина Кавадаци. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 27. Предлог одлука за определување на ширина на крајбрежен појас на Мрежичка река, село Мрежичко, општина Кавадаци, опфатена со урбанистички план за село Мрежичко, општина Кавадаци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за откажување од корисничко право на недвижен имот за КО Кавадаци 2. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка број 28. Предлог одлука за откажување од корисничко право на недвижен имот за КО Кавадаци 2. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа: предлог одлука за траен отпис на побарување на правни лица даночни обврзници во основ на данок на имот. Согласно член ве молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка 29, предлог одлука за траен отпис на поборување од правни лица даночни обврзници по основ на данок на имот. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци, предлагам дополнување на денешниот дневен ред на денешната седница и тоа: предлог одлука со архивски број 03/21/3 за прифаќање на правилник за внатрешна организација на ЈП за јавни паркиралишта паркинг Кавадаци, донесена од управен одбор на ЈП јавни паркиралишта паркинг Кавадаци од Кавадаци. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни
со точка број 30, одлука со архивски број 030-21/3 за прифаќање на правилник за внатрешна организација на ЈП за јавни паркираишта паркинг Кавадаци донесена од управен одбор. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Сојот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа: одлука со архивски број 03-21/4 од 26.6.2019 година за долгорочно задолжување на ЈП за јавни паркираишта паркинг Кавадаци, донесена од управен одбор на ЈП јавни паркираишта паркинг Кавадаци. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка број 31, одлука со архивски број 03-21/4 од 26.6.2019 година за долгорочно задолжување на ЈП за јавни паркираишта паркинг Кавадаци, донесена од управен одбор. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Сојот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за издавање на гаранција за долгорочно задолжување на ЈП за јавни паркираишта паркинг Кавадаци. Ве молам за произнесување. Кој е едногласно? Благодарам. Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка број 32, предлог одлука за издавање на гаранција за долгорочно задолжување на ЈП за јавни паркираишта паркинг Кавадаци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Сојот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа: предлог програма за организирање на стрит баскет фестивал. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка број 33, предлог програма за организирање на стрит баскет фестивал. Дали има други предлози за измени и дополнување на денешниот дневен ред? Доколку нема, овака го ставам дневниот ред на гласање. Кој е за? Едногласно. Благодарам. Точка број 1. Статутарна одлука за измени и дополнување на статут на општина Кавадаци. Отварам расправа. Кој бара збор? Тони Нешковски, повели. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, градоначалник, председател на Совет, колеги советници. Околу оваа точка на дневен ред, каде што се бара промена на статут на општина Кавадарци, каде што се изменува името Република Македонија во Република Северна Македонија, ставот на ВМРО-ДПМН е јасен, значи нема да поддржиме и нема да гласаме нешто што е против волјата на народот во Република Македонија. Затоа советничката група на ВМРО-ДПМН заедно со коалицијата ќе гласа против оваа точка за промена на статут на општина Кавадарци. Благодарам. Друг за збор? Туриманџов Лазар, повеќе. Шуван градоначалниче, председател, колеги советници. Ставот на Социјалдемократскиот сојуз на Република Северна Македонија е че гласаме за оваа точка. Крајно несериозно од колегите од ВМРО е името на нашата држава е Република Северна Македонија, дали тоа никому се свижало или не, се избри председател од партија СДСМ. Ја на друг начин би го поставил воа. Колегите од ВМРО-ДПМН настапуваат овака, ја на некој друг начин. Сега ќе го питам и градоначалник кој е неговиот став за воа, ќе ни образложи и градоначалникот. Неговиот став го знам. Република Северна Македонија мора да оди напред. Со вакви ретроградни политики и само се кочиме. Значи, Република Северна Македонија ќе оде напред, дали тоа му свижало на ВМРО-ДПМН или не,
Крајно несериозно е да имате директори по општински институции тука со подпис на Република Северна Македонија, а овде да не го гласате тоа. Крајно несериозно да взимаш паушал од Министерство за финансии на Република Северна Македонија, а да гласиш против тоа. Лицемерно е тоа. Откај се од паушалот, откај се од сите функции што ги имате општина Кавадарци. Имате директори на јавни предпријатија, 80% се ваши директори. Откај се од сето тоа? Па тој ќе го веруваме вас, ќе го зброите. Одите по ваташ, одите па го кажувате на народот дека владата на Заев и Република Северна Македонија нема банка да нема у Кавадарци. Кажете му на луѓето како е. Кажете му дека тоа се пари на граѓаните на Република Северна Македонија. Не да ги лаиште. Зошто не му кажуете? Па кажуете, општините го праве, општините го праве, но не е уреду тоа. Не е уреду. Ги користите сите бенефиции од оваа држава. Се користите од оваа држава. Сте биле патриоти. А ни шо сме, ви повеќе сакате. Македонија под нас, па ни не ја сакам, па ви повеќе ја сакате. Блажи испадна на говорница. Испадна. Колеги, не од место. Испадна. Благодарам. Нешковски реплика, па Трендафилов збор, па Блашков збор. Колега, ти тука почна да дискутираш за некој си, нели, владата дали инвестирала или не во град Кавадарци. Убаво кажа, значи ова, вака, значи те цитирам, кажа, нашата држава е Република Северна Македонија. Вашата може да е Република Северна Македонија. Мојата не е, и на мнозинството од граѓаните. Излезете, кажете дали имавте успешен референдум. Дали мнозинството на граѓаните го прифатија името кое што вашиот председател на партија го стави. Затоа, значи, у блиска иднина ќе има промена на власта, ќе се разгледува договорот дали е уставен, дали е противуставен, ќе има одговорности, како одиме напред. Со датумот за што го добивме за преговори во Европска Унија, или уште ќе се лажиме, сега беше за јуни месец, па за јули, сега ќе биде октомври, па после наредна година 2020. Значи не одиме напред така со распродавање на нашите национални интереси. Напред се оди со работа и со залагање и со труд. А со распродавање на име на држава, без да се праша својот народ и да се почитува својот народ, не одиме напред. Сега гледате што се случува и со историјата на Република Македонија. Значи дадовме име, сега историја ќе ни земат. И треба да се свестиме еднаш и ве советувам сите доеден да размислите кој како ќе гласа во врска со оваа точка. Напред не се оди вака. Ја не гледам напредок нешто во нашата држава. Риманџов реплика. Дека државата оде напред, оде, и тоа е евидентно и не може да му убедите у тоа. Дека е покачено се прошол личен доход, тоа се оде напред. А дека некој продава, дали продава историја или не, ви што се залагате за тој, отворите социјалните мрежи, кај беше денеска? Скриен со капа и со наочари за сонце и со лисици на раците. Отворите социјалните мрежи, ќе видите, денеска беше на сослушување дали да го вратите у Република Македонија или не. Ви за тие се залагате. Не е вас битно какво е името, дали е северна или ги слушаме ни бомбици. Па и ви преговарате за името. Само не успеате да дојдете до таму. Ако ВМРО беа патриоти, не може да оплячкате државата до вие степен. А оплячкате државата после 2 години. Пензискиот фонд исплати пензија без да земе кредит. После 2 години. Ви сте биле патриоти. Кај бете тоги? Кај се плячкаше државата? Или тоги се беше добро? Вас вие, за тоа што ви не сте на власт. Кај што дојдете на власт, ви првичко смените филмот. Први. Благодарам. За Радњански, па Трендафилов. Трендафилов. Ја така видов, побрзо дигна. Се извинувам. Почитуван градоначалник, почитуван председател на совет, почитувани советници, Сега тише одма. новинари, служби.
очигледно е дека тука се обидуваме нели да фатиме политички поени. Ја политички поени нема да се обидам да ловам, само околу историјата нешто ќе ви кажам. Ако отидете во Бугарија, јас сум бил пред 10 години таму споменик на Гоце Делчев е 3 пати поголем од најголемиот што е во Скопје. До сега, господине Јованчев, Гоце Делчев беше бугарин. Ојте у Бугарија и ќе видите на кој му ја продаваме историјата ние. А кој што Грција ти вика Александар Македонски е грк. Поинаку ќе учат? Ама не кај отидот, изборувате, продаваме историја. Колеги, не од место, не од место. Па продават, некој рече дека ја продаваме историјата. Блашко, ама дигни рака и испадни на говорница. Ама ти треба да дигниш рака да дадам збор. Сега ние се надвикуваме. Значи, нека земе збор, дигни рака, па ти вратиме одговорница. Ама па точка на дневен ред е статутар. Ама што да ти правам тебе кога од место седиш? Што да ти правам тебе кога од место збориш? Па ја ти кажувам да не збориш од место да испаднеш на говорница. Малку тешко е на говорница да излезе. На говорница Обично немаме устава од место, дофрламе на секој што зборува. И после води ја седицата како што треба. Па не ја водам, ти не можам да ставам да седиш. Та се влаже. Па морам да те именувам за тоа што не повикан ми реплицираш од место. Значи поентата е што? Поентата е нема да се обвинуваме меѓусебно. Еве сега пред малку координаторот вие вика продававте држава, ја продадов држава, значи за што се обвинуваме? И ти ако е тоа уставно реши, ти уставот ли не го почитуваш? Против уставот ли си? Ако е уставно загарантирано дека името е тоа, кој си ти бе, кој сум ја? Мај помини на црвено светло да видам. Ако е законско решение, дека не смееш да поминиш. И сега продаваме магла, тука ние ќе го прифатиме или не. Можат ли институциите да работат без печат? Кој решение ќе биде валидно без да има печат? Ама според вас може и на црвено светло да се помине. Не може да се помине. Како минете ви? Како минеме ние, кога вие викате, ние тоа не го прифаќаме. Па вие. Значи ме персираш или што е тоа вие? Докторот па Блашко. Па Блашко. Ајде, Јованчев, така? Поведи. Почитуван градоначалник, почитуван председавач на Совет, почитувани колеги советници, обраќањето ми е повеќе во однос и да го кажам мојот став и во однос на излагањето на колегата Тури Манџев. Нема ништо несериозно во тоа да бидеме принципијални во однос на нашиот став, во однос на името на нашата држава. За нас, може би, еве, не можете тоа да го сватите, меѓутоа името останува Република Македонија. Спомна тоа и колегата Нешковски, би сакал да повтори. Нема ништо несериозно. Доколку не требаше да дојде оваа точка на дневен ред, тогаш не мораше ни да доаѓа. Веќе кога е дојде, на нашиот став е тој и тука го артикулираме. Затоа сме тука, затоа е демократија ова. Втората работа е во однос на тоа дали Гоце Делчев бил бугарин или не бил бугарин. Не, окей. Окей. Никако, не ни сакам да го сменам. Меѓутоа не можат ни тие да го сменат нашето славење на Гоце Делчев како македонец. Така да само сме принципијални во однос на ставот за името на нашата држава, ништо друго. Благодариме, Јованчев, поведим. Се спретне. Почитуван градоначалник, председател на Совет, колеги советници, присутни, почитувани граѓани. Првата точка на дневен ред е промена на
измена на статутот на општина Кавадарци, односно промена на името од Република Македонија во печетот во Република Северна Македонија. На Советско. Околу ставот наш, конзистентниот став, го кажа моите претходни колеги советници и Трендафилов и доктор Нешковски, и јас ќе го потврдам тоа. Значи, од почетокот на плуралистичка Македонија, од 90-те години, ставот е единствен на ВМРО ДПМН. Република Македонија за севкупна употреба. Околу делот на претходните дискусии од колегите од Социјалдемократскиот сојуз, кои што милуваат да нарекуваат нашата татковина Република Македонија, да ја нарекуваат Северна Македонија, која што за мене никогаш нема да ја признаам таква како Северна Македонија, спомнаат дека имало во ВМРО ДПМН ретроградни политики. Само ќе ве потсетам сега. Дали е ретроградна политика ова што се случува денес со праските во Кантарскиот пазар во Росума? Дали е ретроградна политика ова секојдневното заминување и селување на младите кадри од Република Македонија? Дали беше ретроградна политика покачувањето на пензиите на пензионерите во Република Македонија континуирано во периодот додека беше на власт, односно владееше мојата политичка партија ВМРО ДПМН? Сега вас ќе ве прашам, кој ви даде пак вас мандат вие да го менувате името? Кој ви даде мандат? Дали граѓаните на референдумот ви дадоа мандат? Референдумот прво дали беше успешен? Дали тој референдум што насила се изгласа во собранието во парламентот беше потпишан од претседателот на Република Македонија? Значи сакам конкретно на овие прашања да ми одговори. Дали граѓаните вас ви дадоа мандат или не, се види и на последните претседателски избори овде во Кавадарци? Дали вие во вашата програма кога настапивте, па и ние во 2017 година на локалните избори, во вашата програма стоеше дека ќе поддржите промена на име за во Северна Македонија или без разлика какво ќе се договори? А тоа колега Радњански дека се минувало на црвено светло, јас тоа сакам да го кажам на поинаков начин. Значи, поголемо насилство на политичката сцена од овие 2 години се нема случајно во Република Македонија. Според мене. Менување на ставови во текот на дента, во текот на денот од еден во друг став, значи на политичка сцена во Република Македонија досега се нема видено вакви гафови. Што сакам да кажам со тоа? Ако ги вратиме социјалните мрежи, што кажа колегата Туриманџов, да ги видиме социјалните мрежи. Па ќе ги видиме социјалните мрежи. Каде на пресконференции, на изјави во медиуми, во емисии, вашиот премиер, Зоран Заев, кажуваше кој бе тоа ќе усмени името на Република Македонија. Пак ве прашувам јавно, дали имаше таква изјава или не? Дека тој рече, никој будала човек нема да се најде да го смене името. Но најверојатно, се случи тоа. Греф ли е да се сака Република Македонија? Греф ли е да се сака и да се почитува таткото на македонската нација Гоце Делчев? Дали е тоа греф? Греф ли е да се ја сакаш татковината, таа која што те родила, што ти исколувала, тука кај што си ја растал, образувал семејство? Ние по тоа се разликуваме од вас. И ќе го гласаме оваа точка. Првата точка ќе ја гласаме против. Нашиот став е никогаш Северна, но секогаш Република Македонија. Насилството во политиката може да продолжи, но тоа се гледа крајот на таа работа. Јас ви благодарам. Благодариме. Радњански реплика, па Туриманџов реплика. Вака, почитувани, ме влече за збор, господин Јованчев, да ти речам нешто што не сакам да ти го речам, по што се разликуваме. Се разликуваме по тоа што тие што носеа лаф расчекорен за време војната беа контрачетници и беа заедно со бугарските фашистички окупаторски власти тука. По тоа се разликуваме. Да не беа ВМРО. И немој да ми зборуваш за како?
Ама имената на четите не ги ставија ВМРО. ВМРО формира контрачети, господине. Атанас Калчев и Ѓорѓи Хаджи Николов Маденски. Еден, кога се формира Ѓевѓиличкиот партизански одред, контрачета дупло повеќе него партизани, кога се формира Тиквешкиот, Атанас Калчев острагаво дупло повеќе. Тоа не ли беше ВМРО? Зошто ме влечели за јазик, вашиот став бил конзистентен. Кој подпиша Република Македонија Скопје? Кој се сложи? Мама или Никола Груевски? Кој отиде во Букурешт? Како тоа нашиот став е конзистентен? Ние не мардаме, ние сме патриоти. Не е така. Кој викаше тоа? Горна долна. Кој преговараше? Кој го подпиша? Кој го подпиша? Кој подпиша? Каде може се вика и... Значи, Петер и Марпа не може да продават. Колега, колеги, ај не од место, колеги. И ние нашата татковина, која се Ајде, па беше говори. социјалистичка федеративна Па наravno. Република Македонија, па не ти сметаш. Па вие го употребувавте Егејска Македонија, Вардарска оваа е и Пиринска да е таму. И тогаш не бевте ли патриоти, што беше работа? Ова е параван за кој што вие сакате да фатите политички оени. И немој вие, Ако сакате гласите слободно со двете и немој вие. не ви пречи. Не гласаме ни за Северна Македонија. За Северна Македонија помина на уставот која 10 души од ВМРО ДПМН со 80%, со двотретинско мнозинство, ВМРО ДПМН гласа. Референдумот дали беше успешен, господине, ќе ви име пописот кој ќе биде. Оти цело време зборуваш за тоа како си иселиле. Е па да видиме колку беа, ама на пописот ќе и видиме. Само тогаш ќе молчите. Туриманџов повели. И ние не менуваме име, ние менуваме печат. Статут, па без статутот за да се направи печат. Па кое решение што ќе го побараш ќе биде валидно? Или сакаш да добиеш решение, ама ја ќе гласам, јас сум патриот, ќе гласам против. Да не си важен патриот. Како ќе земиш плата? И да не... Епа некој го обвинија за околу милионче, колку што знам евра. Од тие вашите. Ја и да не се... Само не од место, колеги. Само едночно признајам на ВМРО мајстори за лажни вести. Мајстори за лажни вести. Е, тука како би си много. Има разлика од нас до вас. У ваше време луѓето не можеа гласно да си го кажа ставот, за разлика од сега, се може сите да зборуват и така требе. И тоа е демократија. Нешто не е у реду, треба да си кажеш гласно и јасно. За праските, Зоки, спомна. Да ти кажам, питај денеска колку пари се праските. И тоа не ти е точно. Лажни вести си и тоа. Си направите политички маркетинг со ваши членови на ВМРО ДПМН, сликате да се пушите на Фейсбук, обаја ги се фрлат праски. Се фрлат најотапанти сорта на праски и таа што не е квалитетна. Остално било тоа така и стално ќе биде така. Квалитетната праска се откупува и сега. Сега се јавив 22 денара е момент од праските, уросо квалитетна. Да. Ако не знаеш, провери си. За млаите. За млаите. За млаите. Демек, откад дојди владата на СДСМ, си иселија сите од Македонија. Не во ваше време 600.000 си иселија. 600.000. За името Република Северна Македонија и ваши пратеници гласаа. Вишо ги гласате и они гласаа. За тоа. Професорот ви кажа, ова не го менјаме ни името, не го менјаме печтот. За да може да работе вашиот градоначалник, вишо го гласате. Вишо се фајте со вашиот градоначалник. Ви се фајте со, за он да може да работи. Е за тоа. И за плата, Зоки, за плата, пошто работиш у водната заедница, оти не го питаш бившиот твој директор. Кај се парите? Да го питаш. Да го питаш твојот бивш директор, како дојде за директора, како си заминал таму, Зоки, ти многу убаво знаеш. Како влези, а како испадна. Него да го питаш, Зоки. Најубаво ќе биде, благодарам.
Колеги, вака, ајде да даде градоначалникот образложение да не залутаме у дискусии, у реплики, и ако е доволно одиме со гласање. Не те видов, колега. После градоначалникот не можеш. Нема ред, готово, после градоначалникот нема гласање. Почитуван председател на Совет, почитувани советници, почитувани граѓани, служби и медиуми. По дробната дискусија која се отвори, мене ми е така сега како обврска да донесеме не заклучок, него да образложиме една тема само која што е по првата точка днеска на дневен ред. Како локална самоуправа апсолутно немаме влијание, ниту па можеме да се мешаме во промена на нашето државно име или во делот на она што значи парламентарен состав или устав на нашата република. Со задолжение од службен вестник, излезено на 22 март 2019 година, има правилник и форма, големина и содржина на печатите, на начинот и нивното чување и употреба за штембилите на државните органи. Како јавна институција, локална самоуправа, спаѓаме во државни органи и ние, односно и начело јас како градоначалник и службите, мораме да ги почитуваме законите и уставот на Република сегашна Северна Македонија. Дали ни се свиѓа или не ни се свиѓа, тоа е, службен вестник е излезен и ние врз основа на тоа треба да се усогласиме. Тоа усогласување е неминовно и нема дискусија дали смееме или не смееме, дали можеме или можеме. Многу ме е криво што се делиме на ваши и наши, вакви, такви, накви. На крајот од денот сите сме исти и живееме во иста средина и ќе го потребуваме истиот печат кој ќе го имаме од утре натаму. Добро беше денес да ги поканиме и нашите пратеници кои што се од општина Кавадац, сега ги имаме тројца, да не ги објаснат малку и правно и формално овие работи и мислам дека никаква улога немаме во ова статутарна промена и усогласување врз основа на службен вестник и врз основа на амандмани и промена на преамбулата на уставот на Република Македонија во Република Северна Македонија. Политичките поени нормална работа се да се дискутира и да се прави, меѓутоа да не го ставиме народ во заблуда. Од тоа мене малку почна да ми личи како седница на парламент, не на локална самоуправа. Значи тука дигаме рака само за техничка работа, измена на статутарна промена во делот на статутот на општина Кавадарци, за промена на печати и усогласување на сите јавни и државни институции во делот службен вестник страна 2 број 61 од 22 март 2019 година. Така да во тој дел немам дискусија и во оној дел кај што се обвинуваме за продажба, за купопродажба на идентитетот, на името и на сите други ситуации кои што ги имаме, пошто бев и повикани за статус, за мој став и размислување. Јас како градоначалник на општина Кавадац, се додека ми трае мандатот и целокупното мое функционирање, еве јавно ветувам и сум ветил и сум се законно определил дека сега ќе го почитувам уставот, правилата, уставните промени и сите законски регулативи и прописно со работењето на државата. Така да како јавна личност и носител на државна функција или градоначалник, во мојот вокабулар од промената уставна, јас морам кога се обраќам лично на пресконференција да го потребувам нашето уставно име, тоа е Република Северна Македонија. Дома кога си правам муавет со моите деца и со моите родители и со било кој, можеме да разговараме и на француски јазик и да се понашаме како сакаме. Тука, како службено лице, како властено лице, морам да го правам тоа што треба и го прави цела република. Така да мислам дека немаме дискусија во тој дел и би требало ова да не биде збирање на политички поени, него само на статутарна промена, за да може нашата општина да се усогласи во делот на службениот вестник на Република Северна Македонија. Благодарам. Колеги, можеме ли да одиме со гласање за точка број 1? Кој е за? Воздржани? Против? 12 за. Благодарам. 11 за. 8 издржани. Против.
Точка број 2. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за висината на цените за собирање и транспортирање на комунален отпад во општина Кавадаци. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, точките ја ставам на гласање. Кој е за? Дава, отварам расправа. Не, да не... Точка број 2, ајде да повториме. Точка број 2. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за висината на цените за собирање и транспортирање на комунален отпад во општина Кавадаци. Појаснување. Или сакате да одиме сите точки од комуналец одеднаш или една по една? Ајде сите да ги читам. Расправа заедничка, одговори од директорот по ваши забелешки и гласање поединечно. Точка број 3. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на тарифа за снадбување со води за пиење или водоснадбување на ЈП Комуналец Кавадаци за регулиран период 2018-2020 година, донесена од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. Четврта точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП Комуналец Кавадаци за регулиран период 2018-2019 година, донесена од управен одбор. Пета точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за склучување на договор за регулирање на наплата на побарувања по основ на комунални услуги за правни лица, донесена од управен одбор. Шеста точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за ослободување од пресметување на камата за задоцнето плаќање на долг физички лица, корисници на комунални услуги и трошоци во постапки спроведени пред надлежен суд или нотар, донесени од управен одбор. Седма точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за изменување на годишен план за вработување на ЈП Комуналец Кавадаци 2019 година, донесена од управен одбор. Точка број 8. Предлог одлука за давање согласност на одлука за изменување на годишен план за вработување на ЈП Комуналец Кавадаци за 2020 година, донесена од управен одбор. Овие точки отвараме заедничка расправа, прибелешки директорот и одговор по советниците и на крај гласаме поединечно, точка по точка. Отварам расправа по сите точки. Нема. Одиме со гласање. Колеги, вака. Образложение да даде директорот или градоначалник? Што ме тука директорот по-добро? Ајде директор. Плата зима. Почитуван градоначалник, председател, дами и господа советници, медиуми. ЈП Комуналец, знаете и сами дека последните 2 години има зголемен обем на работа скоро во сите сектори од областта на неговото работење, посебно во делот на водовод и делот на комунална хигиена. Заради тоа, ако сакате подробно ќе ви образложам зошто и како во кој дел е зголемен обемот на работа. Значи тука се воведени сите рурални средини во програмата за износ со смет, воведени се интервентни џубратки, воведен е зголемен обем на исфрлање на контейнерите во општина Кавадаци и сето тоа носи трошкови кои што со оваа моментална цена на износ со смет ЈП Комуналец не може реално да ја поднеси. Тоа што се однесува во делот на цената за износ со смет. Што се однесува до делот на покачувањето на водата, таа е во границите на она која што е донесена од регулаторна комисија, тоест за 2019 година предлогот на ЈП Комуналец е цената на вода за физички лица од метар кубен да биде 17,70 денари, а цената на канализација 4,37 денари. Што се однесува до другите точки од дневниот ред, тука се склучување, обнова на одлугите за
ослободување од камата за сите физички лица и сите правни лица кои што, ствари само за физички лица кои што имаат заострена договор спрема ЈП Комуналец. Плановите за вработување за 2019 и за 2020 година. Тековна работа. Тоа се тековни и административни работи. Благодарам. Колеги, може градоначалник. Да дополнам, директор. Доволно дури много. Не, доволно дури. Не, Боја сосема доволно дури многу. Почитувани, поради транспарентност на јавноста, сакам да образложиме да дополнам малку директорот. Овие одлуки кои ќе ги носиме денеска се, според мене, усогласување во делот за водата со регулаторна комисија и секоја година мораме да се усогласуваме во рамките на регулаторна комисија на вода за снабдување за општествени предпријатија, односно за јавен интерес во делот на општините. Сакам тука да потенцирам да кажем дека Кавадарци има еден благодет каде што добива вода по гравитационен систем, каде што немаме дополнителни трошкови во делот на електрична енергија или испумпување на водата или сите други додатни трошкови, како што има случај во други општини и затоа водата е најевтина во нашата држава од сите општини. Само за споредба, Велес и Охрид имаат на 23-4 денари по метар кубен за вода. Кај нас е 16,5, односно 17,5 денари, од една од најевтините стапки во државата и ние таа ниска цена ќе се трудиме максимално да ја држиме, да не мора да ја качуваме за тоа што сепак и јавното предпријатие домачински работи и има доста заштеди, така да немаме потреба од драстични покачувања или било што. Во делот на износот на смет, граѓаните мораме да ги информираме и да им укажеме дека износот на смет во наредните 3, 5, 10 години ќе биде една од најскапите работи во нашата држава, затоа што сакаме да запазиме екологијата и да стигнеме кон патот на ЕУ, да се доближиме, ние мораме да почнеме со селекција на отпад. Селекцијата на отпад почнува од самите домаќинства, па завршува до преработка на самите отпад во фабрики за третман на отпад. За тоа да се овозможи, јавното предпријатие Комуналец мора да биде соодветно опремено и соодветно екипирано да може да во различни денови, во различни садови, во различни возила изнесува одреден тип или вид на смет. Сега, сами знаете дека во општина Кавадарци, за жал, апсолутно не се врши никаква селекција, во истите контейнери фрламе и карти, и пластика, и стакло, и комунален отпад, што во едно време ние мораме да го минуваме, а за тоа ќе ни требаат многу големи средства и верувам дека ќе има и странски пари, да ги наречеме, или пари од ЕУ, кои ќе го возможат за да имаме селекција на отпадот. Оваа година јавното предпријатие Комуналец, по примерот на подземниот контейнер кој ќе го поставивме близу општина Кавадарци, имаме тендерирано и веќе мислам дека е завршена постапка уште 5 подземни контейнери со 4 кафези подземни за селекција на отпад. Тие ќе бидат поставени во централното градско подрачје. Исто така 110 контейнери земав место различна боја на капаци. Сега новите контейнери имаат капак, жолт, зелен и црвен, каде што треба да почнат да вршат граѓаните селекција. Самите капаци овозможуваат многу повеќе заштита и на животната средина од делот на миризба, од делот на животни да не влегуваат натре и од хигиениски услови. До година и наредната година, што доаѓа, се предвидени уште 250 контейнери, ќе имаме комплетен систем за селекција. Комплетниот систем за селекција ќе биде ставен во употреба во град Кавадарци, а постоја ќе мораме и од утре нататки да се приближуваме кон граѓаните на селекција на отпадот. Исто сакам да потенцирам да кажем дека за прилика негде месец и пол ќе имаме кол центар, сега се уште таа работа ни оде малку по-слабо. Значи секој граѓанин во општина Кавадарци кога врши реновирање или кога има поголем комунален отпад или шут од други дејности кои ќе ги прави дома или реновира, ќе имаат за право да се јават во јавното предпријатие Комуналец. Јавното предпријатие Комуналец треба да му обезбеди соодветно возило, бесплатно да го транспортира тој шут до градската депонија или соодветно место на фрлање на шутот, да не го ставаат во сегашните постоечки контейнери. Исто така ние, како општина и јавното предпријатие Комуналец, заедно со инспекторот за животна средина, на неколку пати веќе одржавме состаноци со
приватните компании кои што ги имаат претежно маркетиве, затоа што голем дел од шутот и отпадот ни доаѓа од комерцијален отпад, значи тоа го одвоивме од отпадот кој што е комунален, се става во класа на комерцијален отпад, ги задолживме сите маркети си направат посебни така наречени кафези или собирни садови за хартија, најлон и пластик. 50% веќе тоа е завршено, има од нивна страна разбирање. Во делот на збирањето на таа кабеста или селективна материја од фрлање на отпад, комуналец исто така ќе пушта специјално возило само за таа работа. И можам да потенцирам да кажам дека од пред 2 месеца имаме константно интервентно возило во општина Кавадаци, каде што во целокупниот дел на општината е дежурно возило и врши обиколка по потреба каде што контейнер ќе се наполни пред време, да не се чека да дојде редовното фрлање, значи имаме интервентно возило за фрлање на комунален отпад. Исто тука би го потенцирал она што го зборевме пред неколку седмици, благодарение на бизнис секторите и компаниите од село Мреđičко, Конопиште, Михајлово и другите села. Тоа е осварлива работа, веќе во тие горни села кои што ги имаме, кај што имаме најдобра животна средина и најзаштитена, комуналниот отпад се третира и комуналното предпријатие Комуналец еднаш неделно или по потреба го збира од делот на тие села каде што воопшто е нерентабилно и не е продуктивно, меѓутоа од оглед на животната средина ни тоа го работиме во текмата програма на Комуналец. Село Сопот си доби редовно изфрлање на комунален отпад, село Дреново си доби редовно изфрлање на комунален отпад, што претходно тоа не беше пракса и имаше диви депонии. Сето тоа возможува многу подобра животна средина, подобра екологија, ама зголемување на трошковите на јавното предпријатие. Јавното предпријатие не е створено само за да ги покачува цените и да ги троши и непродуктивно за плати или за било што. Јас само едно можам да ги убедам граѓаните дека нивните средства со ова усогласување или делумно покачување на покриен простор за изфрлање на комунален отпад, дека сите нивни средства ќе бидат наменети за модернизација, до усовршување, до опремување и селекција на отпадот. Нема да бидат тие пари за покачување на плати или за непродуктивни работи, за репрезентација или за било што. Така да тие средства ќе бидат соодветно наменети за подигање на нивото на јавното предпријатие Комуналец. По делот на хигиената и сами сме свесни и на зелените површини дека комуналното предпријатие има коефициент 5 пати, 6 пати повеќе од минати години во делот на тие дејности. Сакам да потенцирам да кажам дека со оној годишен план кој што предпријатието треба да го усогласи и да го помини како годишен план за усогласување и покачување на плати, дека во јавното предпријатие Комуналец покачување на плати ќе имаме само на општите работници. Што значи тоа? Тоа значи дека раководните функции нема да ги покачиме платите у септември, покачуваме само плати на општи работници. Значи изнесувачи на смет, пометувачи, зеленило, дали е градски парк или било каде, на тие луѓе треба малку да се покажат платите за тоа што се на минимално ниво, а вршат голема улога во општеството и тоа е тоа што ние секојдневно го правиме отпад, а некој треба да го изфрле. И би потенцирал уште една работа, општина Кавадаци по број на жители, односно по глава на жител, е број 1 во нашата држава по комунален отпад. Негде 120 до 130 метри кубни на дневна основа изфрлен отпад. Значи тука треба еве и советот, еве и градоначалникот и сите да зазееме добар став со невладините организации да размислуваме на намалување на отпадот или селекција. Затоа што 120 метри кубни отпад на дневна основа стварно е негде со коефициент 4-4,5 повеќе од стандардни европски мерки по глава на жител. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Колеги, ако нема друг за збор, одиме точка по точка со гласање. Точка 2. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за висината на цените за собирање и транспортирање на комунален отпад во општина Кавадаци. Кој е за? Кој е воздржан? Де уште еднаш? Разговор, де
Не го гледам и се крие. Не го гледам, ми е позади Митко. Благодарам. Ај уште еднаш за. Ај уште еднаш за. Не, за само за. 12 за. 11 за. Лашко, ако сгрешим, колега, ако сгрешиме во бројање е греф, а два пати ако дигнеме не е греф. 11 за. Ги броам ми дигам и спушта и не знам, не сум сигурен. Подобро да ги броам два пати. 11 гласа за, 7 воздржали. А? 11 гласа за. Кажи и да не си. Трета точка. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за изменување и дополнување. Војна со 11 гласа. Одиме трета точка. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за изменување и дополнување на одлука за утврдување на тарифа на снадбување со вода за пиење или водоснадбување на ЈП Комуналецка Вадарци за регулиран период 2018-2020 година, донесена од управен одбор. Кој е за? Драганче? Добро. Благодарам. Едногласно, колеги. Не. Одиме со точка број 4. Предлог одлука за давање согласност на одлука за изменување и дополнување на одлука за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП Комуналецка Вадарци за регулиран период 2018-2020 година, донесена од управен одбор на ЈП Комуналецка Вадарци. Кој е против? Кој е за? Благодарам едногласно. Точка број 5. Предлог одлука за давање согласност на одлука за склучување на договор за регулирање на наплата на побарување по ослов на комунални услуги за правни лица, донесени од управен одбор на ЈП Комуналецка Вадарци. Кој е за? Едногласно. Шеста точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за ослободување од пресметување на камата на задоснето плаќање на долг на физички лица корисници на комунални услуги и трошоци во постапки на спроведување пред надледен суд или нотар, донесени од управен одбор на ЈП Комуналецка Вадарци. Едногласно за. Точка број 7. Предлог одлука за давање согласност на одлука за изменување на годишен план за вработување на ЈП Комуналецка Вадарци 2019 година, донесено од управен одбор. Кој е за? Точка број 8. Предлог одлука за давање согласност на одлука за изменување на годишен план за вработување на ЈП Комуналецка Вадарци 2020 година, донесена од управен одбор. Кој е за? Едногласно. Девета точка. Предлог одлука за примање донација материјално добро кабел Кожувчанка. Кој е за? Колеги, нема да питаме колку метри, него треба само да се заблагодариме. Точка број 10. Имаш у материјал, гледај, читај. Колешке, по расправа на точка испадни и кажи ако те интересира. Па имаше како? Давам ја време за расправа. По расправа излези на говорница и кажи. Како не дава? Точка број 10. Предлог одлука за давање согласност на договор за деловно техничка соработка радио репетиторска опрема. Отварам расправа. Доколку нема расправа, точка ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 11. Предлог одлука за ослободување од плаќање доместок за добивање на решение за изградба на нова електрична нисконапонска мрежа за јавно осветлување. Отварам расправа. Бара некој збор. Доколку нема точка ставам на гласање. Кој е за?
да се согласи дома. Ташо не може да го помане, не го развива. Точка 11. Точка 12. Точка број 12. Предлог програма Традиционален фестивал Гроздобер 2019 година со архивски број 10/32/32/1 од 13.6.2019 година, Иноватива груп Доја Скопје. Доколку нема за збор, повикувам представник од Иноватива или соодветен на него член да објасни за јавноста, за граѓаните, да знаат каква е отприлика содржината на Гроздоберот. Сега вие од управен одбор комуналички разрешувате ли? У кратки црти, у најкратки црти, колку што можеш да објасниш. Ташо му изгласава за, Ташо против го. Кажи му не е против. Против и таму гласала може, не гласала за. Ове. Добар ден, почитувани советници, почитувани служби, почитуван градоначалник, почитуван председателе. Градоначалник, заслуша го сега ова. Ја го пишува. Еми не треба ти да го пишеш. Накратко, јас нема да ви одземам многу време, накратко само да ја представам програмата. Знаете дека се ближи септември, како кај нас традиционален фестивал Гроздобер 2019. Да почнеме од петок, 6.9.2019 година. Значи, почнуваме во 12, 12.15, значи имаме свечено отварање на локација на площад Тиквешки Гроздобер. Имаме кратка презентација, дегустација на вина од присутните винари во одбележен простор, нели да се представиме со што располага град Кавадарци, колку сме богати со ракија и вино и соодветно да ги пречекаме нашите гости. Значи, имаме овој ден предвидено трка на келнери. Исто така имаме две сцени. На едната сцена што е на градскиот площад ќе имаме бендови и уште една сцена. Директоре, да не избегаш. Пачка. Има уште работа за него. Имаме уште една сцена каде што ќе има трите дена ќе има староградска музика. Тоа се на малото паркче, ние го знаеме нели како малото паркче или парк Полана, каде што ќе има угостители на добра храна и ќе има дегустација на добро вино. Пропратено со староградска музика. Во исто на самиот ден во петок на 6.9 имаме турнир Сестри Китеви плюс каде што ќе земат учество ракомет ветерани и кои се љубители на спортски настани би можел да присуствуваат тој ден. Ова ќе биде сето, исто така сакам да кажам дека ова ќе биде оваа програма транспарентна за сите граѓани кои што нема да ја следат оваа седница, може да ја проследат на нашата официјална страна или на официјалната страна на градоначалникот Митко Јанчев. Да продолжам, имаме, значи, на самиот ден петок имаме изложба и промоција на книга Тиквешки Гроздобер, кој датира од 65 година па се до 81 година. Со фотографија од Бранко Ивановски. Во вечерните часови на главната сцена на градскиот площад ќе имаме бенд Таско, два вона и по подоцнечните часови ќе има диџеј Тони Зен. Тоа ќе биде на главната сцена на градски площад. Во сабота имаме изложба од олтајмери, предвидено изложба од олтајмери. Тоа сето се случува на главната сцена на градски площад. Потоа имаме традиционално моторели, па имаме велосипедска парада, па имаме традиционалната плијада, исто локација на Мала паркче, староградска музика. Во вечерните часови 19 часот до 19:30 имаме свечена седница во Домот на културата, проследена со гала вечера. Да не ве вознемирувам, накратко само да ги раскажам овие другите. Значи на главната сцена го имаме Маријан Коцев предвидено, локален поп диџеј и Елена Розга проследена заедно со Либеро Бенд. На другата сцена што се наоѓа на спомен костурница на паркот, имаме забава со диџеј Методи и Христов. Тоа е за ден сабот.
И тука завршува. Значи недела имаме детска програма од Ластарчиња и Гроздоберчиња. Традиционален голем карнавал кој почнува од 12 до 14 часот, кој ќе биде проследен низ улиците во Кавадарци и кој завршува со представување на градскиот плоштад. Дополнително со жонглери. Во сите 3 дена, напоменав нели за сцената што се наоѓа на во паркчето, че има 3 дена староградска музика. Во вечерните часови, во ден недела, се очекува ќе имаме настап на Blue Band и потоа од 22 часот до 1 часот се очекува настап и имаме предвидено настап на Здравко Чолич. Затоа тука ја завршувам програмата со спектакуларен огномет и со многу гости. Јас се надевам дека ви се допадна програмата. Накратко пак ќе спомнам, значи оваа програма ако се нели помине на дневен ред и биде изгласана од советниците, може да ја сите, значи кој сака да ја видат или да знаат точно по локации каде што и ќе има предвидено настан, дека ќе биде транспарентна и ќе биде објавена на официјалната страна на општина Кавадарци и на страната на градоначалникот Митко Јанчев. Значи службите дадовме образложение за јавноста и програмата таа што е направена, ние сега одиме согласени. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка број 13. Предлог одлука за давање на времено користени објекти за спорт, собственост на општина Кавадарци на ЈП за стопанисување на спортски објекти Митоха Ривашилев, Јасмин Кавадарци. Отварам расправа, доколку нема ја ставам на гласање. Кој е за? Виолета? Едногласно, благодарам. Точка број 14. Предлог тарифик за утврдување на висина надно месток за користење на објекти за спорт. Отварам расправа, доколку нема нагласање. Кој е за? Едногласно. Точка. Колеги, овие точки предлози се сите исти по школите, да го замолиме председателот на комисија да ги чита имињата и да одиме поединечно согласие. Дали е добро? Значи од точка број 15, значи предлог за разрешување и именување на представници на општина Кавадарци во училишниот одбор на сите училишта, ќе ги прочита и после поединечно ги гласаме. Председателот на комисија за мандатни прашања и именувања. Повели, колешки. Добар ден на сите присутни. Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања ги предлага следниве кандидати. Представници на училишниот одбор во основното училиште Страшо Пинџур, Душко Јошев и Раде Атанасов. Представник на училишниот одбор на училиштето. Одма ли ги гласаме? Или сите заедно? Ајде едно по едно. Ајде, како ги читаш? Едно по едно. За. Добро. Представници на училишниот одбор на основното училиште Тошо Велков Пепето од Кавадарци, Виолета Крстева и Силвана Ристова. Значи представници во основното училиште Гоце Делчев, Даниела Мукаетова и Ефремчо Николов. Кој е за? Се извинувам за грешка. Кои се Едногласно благодарим. Даниела Мукаетова и Ефремчо Николов. Ајде, представници во основното училиште во училишниот одбор Тоде Хаджитефов, Јованка Ангелова и Душица Костадинова. Кој е за? Ајде. Основно училиште Димката Ангелов Габеров. Чекај, кој е за? А кој е против? Воздржан? Не гласал? Немат гласано, не ми гласат, и против ми. Добро е да гласат. Има право да не гласа. 12 за и не гласа другите. 19 точка. Основно училиште Димката Ангел од Габеров. Представници Весна Карова и Томе Крстевски. Кој е за? Број. 17. 17 за. Кој е против? Кој е воздржан? Не гласа. 17 за. Значи не за полскија водиш седница. Правиш цел пазар од полосове. Колешки кажи што ти е толку тешко. Ништо ми е тешко. Ами, оди у црква и исповедај се, не сум црква, јас сум.
Ајде, уште два имаме. Представници на училишниот одбор во основното училиште Димката Ангелот Габерот во Ваташа. Славица Соколовска и Верка Јованов. Кој е за? Ајде. Добро да се исправи. Ајде. Едногласно со 12. И уште едно, представници во училишниот одбор на музичкото училиште Лазомице Пралеп од Кавадаци, Петар Арсовски и Даме Кој е за? Камчев. Значи, Даме Камчев и Петар Арсов. Кој е за? Едногласно. Дваесет и втора точка. Предлог одлука за давање согласност на одлуката со архивски број 02/157/3 од 10.6.2019 година за донесување на правилник за внатрешна организација на работни места на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадац, донесена од управен одбор. Отварам расправа. Доколку нема, точките ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 23. Предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 02/157/4 од 10.6.2019 година за донесување на правилник за систематизација на работни места во јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадац, донесена од управен одбор. Отварам расправа. Доколку нема никој, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. 24. Предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 02/157/9 од 10.6.2019 година за донесување на одлука за утврдување на работно време на вработените во јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадац, донесена од управен одбор. Кој е за? Едногласно. Точка 25. Предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 02/157/10 од 10.6.2019 година, донесена на одлука за зголемување на бројот на деца во воспитни групи за воспитна 2019-2020 година на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадац, донесена од управен одбор. Кој е за? 26 точка. Предлог одлука за утврдување на износ на вредност на бод за пресметување на плати на даватели на јавни услуги и на директор на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадац за 2019 година. Кој е за? Едногласно. Точка број 27. Предлог одлука за определување на ширина на крајбрежен појас на Мрежичка река во село Мрежичко, општина Кавадаци, опфатена со урбанистички план за село Мрежичко, општина Кавадаци. Отварам расправа, доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 28. Предлог одлука за откажување на корисничко право на недвижен имот за катастарска општина Кавадаци 2. Отварам расправа, доколку нема никој, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 29. Предлог одлука за траен отпис на побарувања од правни лица, даночни обврзаци по основ на данок на имот. Кој е за? Едногласно. Точка број 30. Одлука со архивски број 03/21/3 за прифаќање на правилник за внатрешна организација на ЈП за јавни паркирања паркинг Кавадац и Кавадац, донесена од управен одбор. Отварам расправа, доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. 31. Одлука со архивски број 03/21/4 од 26.6.2019 година за долгорочно задолжување на ЈП за јавни паркиралишта паркинг Кавадац и Кавадаци, донесена од управен одбор. Отварам расправа, доколку нема, ставам на гласање. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка број 32. Предлог одлука за издавање на гаранција за долгорочно задолжување на ЈП за јавни паркиралишта паркинг Кавадац и Кавадаци. Отварам расправа, доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка број 33. Предлог програма за организирање на стрит баскет фестивал. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Со ова истепен дневниот ред, седмицата ја завршуваме.